Во Струмица се одржаа отворени денови на доживотно учење, локалните провајдери и доживотното учење, уделот на локалната самоуправа во промовирањето на доживотното учење беа темите на кои што се разговараше и презентираше пред присутните на манифестацијата Денови на доживотно учење 2016. Овогодишните настани имаат за цел пак да го промовираат доживотното учење, се разбира, меѓутоа повеќе се свртени на вчерашниот ден кон провајдерите, нивниот удел во доживотното учење. Денес општината, нејзините институции, установи, нивниот удел во доживотното учење, фокусот е ставен на практичната работа на средните школи, нивното влијание во воспитно-образовниот процес и кариерните центри, кариерното советување. Лицата кои што со децении наназад се занимаваат со образованието за возрастни велат дека пред 10 години компјутерските вештини биле најбарани за изучување од страна на граѓаните, додека денес најмногу се бараат изучување на странски јазици. Во минатото имаше поголема заинтересираност во поглед на информатичките вештини, во учењето на информатички вештини, значи од оние општите, да речеме, вештини што се. Во последно време имаме, да речеме, голем пат во поглед на информатичките изучување на курсеви од доменот на информатиката. Странските јазици уште се актуелни. Знаете како во одредени периоди доминираат некои јазици, сега повеќе се бара германскиот јазик, бидејќи луѓето заминуваат токму во тој дел од Европа. За стручното образование можам да кажам дека постојат константно, континуирано постои интерес, посебно за оние, така да ги наречеме, покомерцијални обуки, преку кои што лицата кои се обучуваат можат сами да отпочнат собствен бизнис. Тоа се услугите, фризери, козметичари, масери, оние обуки кои што им нудат стекнување компетенции. Манифестацијата Денови на доживотно учење во Струмица ќе се заокружи на 11 ноември со изложба на дела на Роза Мојсовска во музеот во Струмица.